Добро вечер. Еве го лајвот. Како сте ми? Здраво, добро вечер. Здраво Марија, Филарета, здраво Филарета. Костас. Века, поздрав. Кате Хаджинумова, поздрав. Виолета Давидовска, Лидија Коневска, здраво. Елизабета, поздрав. Весна, здраво Весна. Виолета. Рада Јаневска, здраво. Драгана Вењановска, здраво. Никола Камчев, добро вечер. Гонца Шуманска, поздрав. Татјана, здраво. Виолета, поздрав. Ѓорѓи, поздрав. Фала ти Лидија. Александра, поздрав. Ѓула. Фала, почит до вас. Валентина, поздрав. Елизабета, Марија. Јасмина Мицева, добро вечер. Милена Стојчевска. Славица Аврамовски, здраво. Моника Митева, добро вечер. Боки Костовски, здраво. Снежана Ивановска, поздрав. Зорица, поздрав. Весна Богоевска, здраво. Стојче Тодорова, добро вечер. Борка Гичева, поздрав. Ленче, здраво. Симона Стефановска, поздрав. Даниела, здраво. Македонско девојче, здраво. Зора Николов, добро вечер. Одма доаѓам, дечки. Мери, поздрав. Тула, Баже, Владимир Костовски, здраво. Драган Смилевски, здраво. Марко, поздрав. Лепа, поздрав. Ленче, поздрав. Благона, поздрав. Билјана Цветановска, поздрав. Моника Мони, здраво. Моника Мони. Верица, поздрав. Еве и Дивна, поздрав Дивна. Сонја Игњатовска, поздрав. Николина, поздрав. Сања, поздрав. Поздрав на сите, така е. Кадине, добро вечер. Панама Сити, поздрав. Билјана, поздрав. Катерина, поздрав. Поздрав Виолета. Сики, поздрав. Магдалена Мицева, здраво. Зорица, поздрав. Славица Томева, поздрав до Бен. Мики Тео, поздрав. Дечки, интересна тема за денеска. Мислам дека ова е продолжение број 3 на темава, поврзана со како да ги препознаете луѓето кои што некојаш не е лесно да ги препознаем. Марија Толевски, добро вечер. Поздрав до цела фамилија. Цветковски, Росана, поздрав. Катерина, Здравка, поздрав. Доротеа, поздрав. Сузана, поздрав, Сузана. Николина Митич, поздрав. Кај се ве Дижо шампионе. Дизо Исмели. Сузана, поздрав. Борка, поздрав.
Еве и Александра Карчевска, hello. Марија Тодоровска Делова, поздрав до Кавадарци. Стојковска Лила, поздрав. Васка Ризова, здраво. Сузана Петровска, добро вечер. Јаге Митевска, поздрав. Томче Гроздановски, здраво. Кај си Габи, поздрав до Прилеп. Магдалена, поздрав. Слободан, поздрав. Кај си Ани, Анита Велева, поздрав. Васе, добро вечер. Наташа Терзиовска, поздрав. Еве и Вики Несторовска е тука. Здраво, Вики. Александра Ивановска, поздрав. Ана Трпевски, поздрав. Дечки, супер ни оди со консултации, сега почнуваме малку и во живо да работам со луѓето, но највеќе работиме вака онлайн, така да доколку сакате да работите со мене еден на еден со вакви баш лайв сесии кои што се со видео, слободно контактирайте ме. Емилија, поздрав. Ленче, поздрав. Евеа Дити, Мурати, Лушај. Поздрав, Дити. Значи, збориме вечерва на тема како да ги препознаеме тие кои што ќе не озборуваат, кои што ќе не оговараат пред други. Јоска Нелчевска, поздрав. Миле Георгиев, поздрав. Имаме такви ликови во нашето обкружување и некојаш најлесно да ги откриеме, дал ни прават штета у животот, да, релативно е, до душе, колку ќе даеме внимание на тоа што ни направиле, но денеска ќе ви објаснам како да дојдеме до сознание дека станува збор за такви луѓе, дека тие се тие кои што ги имаме околу нас. Сум зборувал на оваа тема неколку пати, мислам дека ова ми е трет пат да зборувам, ако не и втор пат. Еднаш зборував на тема скриено непријателство, како да ги препознаете луѓето кои што ви се скриени непријатели, фактички за тоа ќе зборувам вечерва. Дејан Илиев, поздрав. Сања, поздрав. Тодорка, поздрав. И ќе ви објаснам уште некои работи кои што можете да ги препознаете, по кои што можете да ги препознаете нив. Рековме дека ќе зборуваме за тонската скала оваа недела, така да ќе дадам некои примери за тоа. Данче, поздрав. Поздрав, Емилија. Тодорка, здраво. Си имам запишано. Си викам, дали ќе беше добро, може би да ви ги запишав на таблава, па ќе можевте да си ги имате, вака ќе мора да слушате целиот лайв. Може подобро ќе беше да ги спакувам како еден текст, па ќе го објавиме со ќе оставиме како пост на Facebook. Александар, поздрав. Данче, Марија, Лела, Билјана Петровска, здраво. Снеже, добро вечер. Ката, поздрав. Ана Андонова, поздрав. Моника, да, сигурен сум дека ги знаете. Лина, поздрав. Анка, поздрав. Андон. Здраво, Андон. Океј. Сега, во животот дали имаме некои луѓе кои што едноставно се на некој начин тешки да ги видиме или тешки да ги осознаеме, дал некојаш ни предизвикуваат некои неубави работи, да. Ако јас Гордана, поздрав. Марија Тодоровска, поздрав. Фала ти за темата, интересни, ја мислам. Ако ја видиме скалата на емоции, фактички тие луѓе за кои што ќе зборувам се овие, и тоа е тон скриено непријателство. Ќе го приближам малку ова да можеме да го видим убаво тонот. Гледате, ако видите оваа скала на емоции од Хабард, фактички што ни кажува? Ни кажува дека имаме стварно добри ликови кои што се насмејани. Ако ги видите лицата и фаците на овие луѓе, ќе видите дека тука веќе му се менува енергијата на човекот во некоја негативна енергија. Овие се
имаат негативна енергија, како се спуштаме подолу имаме понегативна енергија. Но ако видите овој лик на скриено непријателство, ќе видите дека е единствениот лик од целата скала надоле, кој што уствари се смее. И затоа е многу тешко да го препознаете овој лик, мислите дека овој. Гледате, овој и овој лик немаат врска еден со друг, но она што се случува е овој лик тука е скриен непријател. Фактички овој лик затоа е црвен и плав, поради тоа што плавото му доаѓа од стравот и загриженоста, но црвеното му доаѓа од лутината и од омразата, така? Така да, дефинитивно нема никаква врска со жолтите тонови. Жолтите тонови се тонови кои што едноставно се убави, се добри, се креативни, се конструктивни, се... Гледате сите овие убави емоции кои што ги имаме тука, а фактички овој лик кој што е тука, гледаме дека во суштина има шајче позади, ни пружа рака, сака да ни се покаже како пријател, фактички се умилкува, гледате, сака да дојде блиску до нас, поради тоа му е насмевката, за да едноставно не сватиме дека станува збор за некој кој што е очигледен непријател, поради тоа што непријателството е тука. Гледате, ово има колку големо копје, но овој копјето му го гледате поради тоа што копјето на овој човек е големо копје. И ти кога ќе видиш големо копје, си викаш дај да бегам, што ме барам да сум со ова копје. Така, сега, ако ова е копјето кое што е големо и кое што вие го гледате, а ово има мало ноже. Гледате сега, поради тоа што има... Океј, Ана Трпевска вика не се гледало најдобро, мислам дека се гледа. Може, ако не го фокусира сето тоа, но ке мене ми изгледа дека е окей, Ана. Ама како и да е, ако не е окей, ќе ставиме скалата на емоции. Станува збор за скриеното непријателство. И фактички овдека ќе видите дека станува збор за некој кој што ајде да видиме вака дали ќе биде подобро. Ово има копје кој што е поголемо, ово има помало ноже. Зашто сега ова ви го кажувам? Поради тоа што станува збор за човек кој што е на непријателство. Сега, ако некој човек е на непријателство и ви дојде со копјето, секако дека вие ќе го препознаете поради тоа што тоа е непријателот. Затоа што некој ви е отворено непријател. Знаете, имате непријателство, антагонизам. Колку често имате луѓе кои што се на антагонизам и на непријателство. И ако луѓето ви се на антагонизам и на непријателство, значи дека се контра вас. Тоа е очигледно. Овие не се контра вас. Овие не се контра вас. Овие се за вас. Овие се контра вас. Сега и ово е контра вас, ама проблемот е дека е на скриено непријателство. Ете, станува збор за скриена работа. И сега, од тој аспект, кога ќе видите дека имате некој кој што е очигледно го носи големото копје, ти ќе се скриеш од него, но поради тоа што ово има мало ноже, он мора да дојде блиску до вас. Поради тоа што не може да ве дофати ако го видиш ти копјето. Гледаш, ако видиш некој човек кој што ти доаѓа со сабја голема, или ако видиш некој кој што носи големо копје, ти секако дека нему да му дозволиш да ти се приближи. Сега, човекот фактички зошто носи мало ноже? Нема храброст, он не сака да биде забележан и не сака да биде виден дека станува збор за непријател. Зошто? Поради тоа што е најблиску овој тон, ќе видите, е до страв и загриженост. Тој у суштина страшливец. Затоа го прави тоа на скриен начин, поради тоа што нема храброст да ви го каже нештото дека не ве сака, на отворен начин. Имате луѓе кои што се многу подобри ликови у суштина, подобри у однос на нив, иако и тие не се добри, кои што отворено ви ги кажуваат работите и ти знаеш дека кога он ќе ти рече ја отворено ти го плескам, тој знаеш дека ти е отворен антагонизам или непријателство, зашто не треба ти го плеска никој у лице, знаете кој ги рече ја ти го плескам у лице, да. Тој е антагонистичен човек. Тој го сваќаш одмah затоа што е контраш. Сте ги виделе луѓето кои што се контра и ово е контра. Да не мислите дека не е контра, ама изгледа дека не е контра.
Овој кој што е скриен непријател многу ги замачкува работите, многу им дава фасада, многу им прави за да не можеш да го сватиш и да го препознаеш и да го видиш за каков човек станува. Но у суштина ќе ти се припие една од карактеристиката, сега кидам по некои карактеристики и ви обеќавам можеби нема да биде тоа вечерва или утре, поради тоа што имам консултации веднаш после овој лайв, но ќе ги направиме овие некои работи кои што сум ги забележал како еден дел од еден пост. Прво, она што треба да го сватите за овој човек е дека отворено нема да влезе у конфликт со луѓе. Нема да го видите овој човек да е конфликтен. Овој тип на луѓе кои што се скриени непријатели не се конфликтни. Тој у суштина длабоко е конфликтен многу односно вас, ама нема да ја покаже тоа на отворен начин, затоа што има мало ноже, нема голема сабија, не може да излезе со голема сабија затоа што му е страв, и поради тоа што има мало ноже, он мора да ти се упика да дојде многу близко до тебе и мора да работи со твоите емоции, со твоите мисли на тој начин, за да те убеди дека ти е пријател, но у суштина сака да ти го забрца ножето во грб, и на начинот на кој што тоа го прави, дојде да се умилкува, ќе дојде да се упика до тебе, за да ти у суштина немаш гард, немаш наметка, не се сомневаш дека тој носи нож, и моментот кога ќе нема да се сомневаш дека ништо ќе се деси, ќе те боцне, ќе те удри, ќе те повреди, и секако дека ќе ти го насочи вниманието на нешто друго, или ќе ти каже, знаеш што, ама ова ја што ти го кажувам се уствари нема врска со мене, така зборат луѓето за тебе. Знаеш, само ти го соопштувам што луѓето во фирмава зборат за тебе. Знаеш, они зборат така, и сега јас само сакам да ти пренесам, ама знаеш што какви се идиоти, а има секакви луѓе што зборат, пети остајки. Остајки зборат за тебе многу, ама да знаеш дека зборат. Ама секакви ги има. Јас сум ти, другарка со мене се сигурна, немој да се секираш. Така да, у суштина се припикува, ти става насмевка, се со цел за да ти се приближи. Е сега, кога ќе ти се приближи, во тој момент ти си отворен на нападот, поради тоа што има кратко ноже и мора да дојде од блиску за да те повреди. За тоа е фасадата, за тоа е таа маска, за тоа е лицемерието, за тоа е сето тоа што е покривката. Океј, ќе видите, ваквите луѓе се многу од помош. Многу сакаат да помагаат. Нема да одбие да ти помогне. Многу се љубезни. Ау, ама она све ке направи, ке истрча за тебе. Ма тебе ке ти ја сработи работата, ке ти донесе храна на работа, ке ти направи услуга една, ке ти направи услуга друга, ке ти направи услуга трета. И кога ќе отиде од тебе, кога ќе дојде до други луѓе, ќе рече, леле, ама е досаден ова, ама е досадна. Ништо бре не може сам да направи. Се морам и ја да му правам за него. Ама ти се појавиш, да не требуваш нешто, да не сакаш, да не се јаде нешто, да не се пие нешто. И одма ќе ја смени фасадата, поради тоа што ќе видите дека незината помош у суштина не е искрена, туку помошта се сведува на страв. Значи, повторно да знаете, скриеното непријателство во основа на таа емоција е стравот и е поблиску до страв отколку што е поблиску до непријателство, но незиниот начин на помагање е у суштина одоброволување. Значи, имајте го тоа на ум. Она ги одоброволува луѓето се со цел за да не биде виден и приметен. Значи, некојаш луѓето ќе речат, ама Жаре, толку ми помага, толку е волна, толку сака да помогне, добро, да, сваќам. Ама некојаш имајте на ум дека тоа е фасадата на глумењето на тие луѓе, за да ти не се посомневаш дека е тој ликот у фирмата кој што ги прави сите завери, сите зврчки и кој што сите озборување и оговарање идат преку неа. Така да, незиниот начин на волност да помогне не е поврзано со незината желба дека многу те сака. Туку е поврзано со стравот да не биде откриен дека станува збор за некој кој што суштина се плаши за себе и за својата позиција. Дали сте виделе во дадена ситуација со таков човек ако малку не му збориш? Гледате на што се сведува обстанокот у наводници на таквите луѓе. Он сака да дојде, ќе ти каже информации за други луѓе, ќе сака да добие информации од тебе. Фактички целата поента на овие
луѓе сака да добијат информации. Ке дојде, ке ти направи муабет, ке собери информација од една страна, ке собери информација од друга страна. Ама што прават овие луѓе? Овие луѓе у суштина у фирмата ако ги имаат, овие немаат конкретен продукт на нивното работно место. Еве замислете еден човек, се надевам дека ќе ви дојдат неколку слики. Не гледате, не е лесно да се открие. Тој човек што најмногу, фактички, ако има листа, и доаѓа шефов и прави листа на кои луѓе треба да се отпуштат од фирмата, тоа име нема да се појави. Зошто? Затоа што камелеон е. Значи, она се крие за да не дојде у видик дека станува збор за тој човек. Ама знаете како викаат на пријателка моја, баш ме подсети. Пред некој ден вика, Жаре, знаеш како викаат веќе у фирмата, тој што ги знае сите информации за сите, тој е тој што треба да биде отпуштен. Затоа што овој лик е тој кој што ги знае информациите за секого и за сите у фирмата. Зошто? И сега речеш како бе побогу овој ги знае сите информации за секого и за сите у фирмава, па поради тоа што продуктот на таквата личност е озборувањето и собирањето на информации. Мора тоа да го запомните. Она нема вистински продукт у фирмата и не е посветен на своето работно место. Гледате, овој човек у фирмата, дури и у животот, нема продукт свој. Нема продуктивност. Не можеш да речеш, овој е добар работник. Тој не е добар работник. По дефолт не е. Едноставно, зошто не е добар работник? Поради тоа што не го посветува своето време на работата, туку секогаш носот му е бутнат у работите и животите и било кој нешто што се случува во животот на колегите, во животот на другарките. Гледате, не го посветува времето на некој, не го посветува времето на својот продукт, поради тоа што не го интересира продуктот. Мора да сватите дека интересот на оваа особа не е да isproducira нешто. Интересот на оваа особа е информација. Баш како шпионажата. Гледате, у шпионажата што е целта? Информација. Исто и ова. Значи, целата поента е да се собере некоја информација. И таа информација иде од едно место, па после тоа се предава на друго место, па се зима од третото место, па се врти на четвртото место, ама сето тоа се прави толку гладко како змија, не можеш да ја фатиш, затоа што очигледното нешто кое што она на скриен начин ги прави сите тие завозрами и завери и озборување и кодошење и така натаму, гледате, човекот на љутина го прави отворено. И тој е првиот кој што ќе му дојде на директоров на ум дека треба да биде отпуштен. Овој човек нема да ви дојде на ум дека он е тој кој што треба да биде отпуштен. Зошто? Поради тоа што така ги замачкува очите, така функционира со раштркување на целата енергија, до суштина ги буни сите. Зошто ги буни? Многу едноставно, поради тоа што има насмевка, има помош, сака да ти помогне, со сите е добра. Сега да не ме разберете погрешно, има вакви луѓе што се природно, што сакаат да помагаат и што се добри, што имаат своји продукти. Ама тие ќе се разликуваат, дечки, тие имаат своји продукти во живот. Гледате, има нешто конкретно што го продуцира. Посветен е човеков на нешто. Не, овој човек не е посветен на ништо, тој е посветен на искачање, на муабети, на кафиња, на чекај од една канцеларија у друга, у суштина нема никаков продукт. Кога ќе се осврнеш наму и ќе речеш, чекај бе, што човеков направи? Еве го знам толку години, што му е продуктот на овој човек? Човекот не сака да работи. Мислам, може и да е многу работник, но од друга страна, продуктот негов не е многу квалитетен. У најдобар случај е просечен. Значи, у најдобар случај, она што можете да го видите е просечен продукт. Нема да имате врвен продукт. Затоа што го нема капацитетот. Гледате, тој тон на страв и на скриено непријателство е толку ниско да вистинските продукти не можат ни овие да ги направат вистинските. Видите, овие прават продукти со деструкција. Овој со скриена деструкција. Фактички продуктите кои ги прават овие луѓе. Овие луѓе прават продукти. Овие луѓе и да направат продукти, ќе направат колатерална штета на 10 други вработени, ќе ги вознемират у фирмата и се вика што овој поиште штета прави, што прави корист. Ама овој може би ќе има некој продукт. А овој нема да има никаков продукт.
Овој ќе има у најдобра рака просечен продукт. Океј. Значи тоа е продуктот на човекот. Океј, значи нешто што сум го забележал. Сака да помогне за да не откриеш. И ќе ти се упикува, и ќе ти се улизнува, и ќе ти едноставно ќе биде многу лигав и сето тоа ќе оправи на многу вешт начин, поради тоа што на некогаш и на нас, кога сме у неубава ситуација, ти треба со некого да направиш муавет, ама ќе видиш дека тој е секогаш тука за тебе. Секогаш е тука за тебе, секогаш е многу мил, никогаш нема да ти иде контра, никогаш нема да ти отворено пркоси, ама има една работа која што е многу интересна. У суштина со тој човек не ти е убаво. Ти сакаш некако да е до тебе, не дека ти сакаш, он се мести, он секогаш е до тебе, поради тоа што он сака да е до тебе. Ти у суштина не ćeš да е до тебе, некогаш кога си ранлив, ти треба таков човек, така, затоа што и ти си доле со емоциите, не си гори, ти треба тој човек и како ќе ти се погоди у прав, односно у погрешен момент и ќе ти дојде и ќе собере целата информација. Ако сакаш нешто да добиеш у фирмата од шефот, не му го кажувај тоа на него. Затоа што он ќе иде на шефот и ќе го каже целосно спротивното. Не му ги кажувај твоите намери, не му ги кажувај твоите идеи, не му кажувај што е тоа што сакаш, што не ќе, што имаш намера да направиш, поради тоа што тоа е продуктот негов сака информација. Зошто ја сака информацијата? Поради тоа што е обседнат у умот секогаш да биде чекор пред другите, за да има обсесивна контрола врз се што се случува во фирмата. Гледате, он многу сака да има контрола врз работите што се случуваат. И е секогаш у неговиот чуден ум, да не употребам збор друг, ама психотичен ум, дека секогаш сака да е чекор пред другите, затоа што мора да знае што кој мисли и ги поврзува коцките се со цел он да не настрада и он да биде заштитен. И уопште не му е гајле дал друг некој ќе настрада поради неговата грешка. Напротив, ќе е многу волен да ги намести луѓето да им се случи некоја неповолна ситуација и нема воопшто да има грижа на совест за тоа. Зошто? Поради тоа што е у паника и е у страв и е вознемирен од другите луѓе. Ама една работа што овој човек прави, сакам за тоа да зборувам, вие се чувствувате конфузни околу него, да знаете. Тој човек ќе направи голема конфузија во вашиот живот. Ќе направи голема конфузија поради тоа што има распар од тоа што го гледате и тоа што го чувствувате и тоа што ви се случува во вашиот живот, ама ќе зборам за тоа малку понатаму. Океј, значи се ќе направи за тебе, у суштина е плашлив, помага за да одоброволи. Сега, ова е многу важно. Многу сака да креира лажен пиар за себе. Многу често ќе си присвои на себе продукти кои што немаат врска со него. Поради тоа што не може да ги продуцира тие продукти, ќе сака да земе кредит за дела кои што не се поврзани со него. У суштина, кога ќе истражиш дал некој работел на некој продукт, не, ќе видиш дека тој ќе ти купел кафе, ќе ти донел нешто, ама гледал да забушава со работата и сега сите ќе добијат некоја награда за продуктот, 5 луѓе работеле на проектов и направиле некој продукт и уствари ќе видиш дека 4 работеле на продуктот вистински се мачеле, другиот ништо не правил. Другиот едноставно им носел храна, им носел кафе, не правил муабет со нив, така, ќе земе од еден на друг информација, се што може да направи да скара атмосферата, и ќе почне да збори за тој кој што не е во тимот и ќе почне да ги буцка другите како у суштина треба да сватат дека и другите се такви и онакви што и да е, но знаете што е интересно? Ќе го збори тоа скриено, но кога ќе дојде моментот да го каже отворено пред шефот или пред другите, ќе го премолчи. Значи ќе ве набуцка вас во дадена ситуација и ќе направи незадоволство и револт спрема шефот, но она што ќе се случи, кога четворицава ќе сака да го соочат шефот, слушај шефе, уствари сакаме да се побудиме зашто има неправда, ама она ги насыскала, или он, за целата таа неправда, и се луѓето доаѓаат кај шефот и она тој ден нема да се појави на работа, да се чудиш.
Одеднаш не дошла на работа, слушај, мене ми излезе нешто, у последен момент, извини, ама ја не може да се појавам. Ете, значи, у последен момент нешто ми излезе, ја не може да се појавам, знаете, а изборите, па ќе ми кажете што си има случано. Зошто? Затоа што тој човек се плаши да биде виден заедно со четворицата луѓе кои што се на повисоко енергетско ниво, поголемо емоционално ниво, сакаат отворено го соочат шефот, ама запамтете една работа, продуктот на тој човек е да не биде виден, да не биде откриен. Така, што е продуктот? Дури и на шпионажата, што е продуктот? Да не биде виден, да не биде откриен. Значи, целата поента е да не биде виден, да не биде откриен, ама под некое ниво да има активност, кое што нема да се гледа. Така да, тоа е поентата на тој човек. Има лажен пиар за себе. Значи, многу лажен, а лажна представа ки има за себе. Нета, лажна представа. Обожава трач. Значи, едно да работите како можете да ја препознаете ова личност е дека обожава трачеви. Значи, нема нешто што ќе ја заинтересира толку многу колку трачот. Зошто? Поради тоа што трачот е нивото на интерес на оваа личност. Ако и рече, слушај, дај да се фатиме за работа, дај да работиме, ќе видиш дека суштина не може да го прави тој. И ова е стварно еден од клучните фактори како ќе можете у фирмите да го препознаете овој човек. Знаете, продуктот на тој човек е вознемирување. Го има тоа и у фамилијата. Мислам дека еднаш давав пример кога зборев за супресивна личност, за енергетски вампир. И дадов еден пример, може да имате у фамилијата, замислете, имате некогаш маж и жена, кои што имаат свое дете, кој што се е оженил за некоја девојка и сега договорот е у сабота да идат кај родителите на синот на ручек, у недела да идат кај нејзините родители на ручек. И сега трета недела поред, у сабота не доаѓаат кај неговите родители, него идат цело време кај нејзините родители. И мајкава на момчево, фактички бабава, односно свекрвата, што се случува? Ете, почна да му збори на таткото. Ете го син ти папучар, па нели го гледаш? Абе, не знам што му е. Значи, оваа му го сврте паметот. Опасна е снаава. Значи, абе, јас знаев дека е ваква. Еве, трета недела поред не доаѓаат кај нас. Знаеш што мислам дека ќе не запостави? Му го сврте паметот. Значи, и ти не те разбирам каков татко си, па што не прозбориш што него? Што не му се јавиш еднаш? Па бре, мужили сте, што сте? Дај направите муабет. И сега татково не му е ни гајле многу дал дошле овие на ручек, боле да не доаѓаат, свика ќе си гледам фудбал. И сега што се случува? У еден момент, четвртата недела, у сабота, се појавува синот со снаава на ручек и ете ти го, таткото веќе е насыскан од женава што му зборела у позадина, насыскан е, и ки им се развика, добро бе, што е ова, ти папучар ли стана? И сега мајкава ќе видите, доаѓа, вика, добро, дебе, не мора сега, еднаш леко колку време не беа на ручек, сега се дојдени, и сега ти не да го караш? Остај го, ајде сега не е време за таков муабет. И сега човеков се запрепасто, се вика, чекай, ма ти ме насыска. И сега на крај ќе испадне он кривецот, оваа као ја спасува целата ситуација. Не, дечки, тоа е змијчето у позадина. Тоа е змијчето кој што пушта отров. Арно ама, ќе речеш, леле, што е фина, неконфликтна. Она никогаш со снаата нема да се замери. Никогаш. Ама такви скриени пораки ќе ја прати. Такви скриени пораки. Абе, снаава у конфузија ќе биде. Она знае дека не е пријатно зашо да иде таму. Значи, знае дека не е пријатно да оди таму, ама не знае зашто. Гледате, затоа што она што се случува, имате превес на нешто, гледаш насмевка, гледаш убав ручек, што сакате, па чекај ова, па како сте, како се твоите, бевте кај нив, шо прават, добри се, а претходно, море, види ги они, ги заведоа, цело време, и сега у суштина, ти тоа го чувствуваш подмолното, ама не го гледаш, затоа што гледаш насмевка. Така гледаш насмевка. И тоа е таа, да кажам, дисперзија, раштрканост, што ти таман да ја видиш дека она,
ќе ти направи вака еден како магионичар. Знаете како магионичар, он ствари вниманието го трга целосно на друга страна, за да не свати што се случува со трикот, затоа што оваа прави трик. И се фап, се не викам дека магионичарите се на тоа ниво на тон, напротив, но механизмот што го користи оваа особа е да ти го сврти вниманието на нешто друго за да не ја видиш дека е она. Така да тоа е интересно. Обожава трачови. Океј, рековме дека мора да дојде до тебе. Камелеоне, информации. Дечки, главното нешто, повторно треба да сватите, што е тоа што човекот го сака и што е тоа што многу го интересира на ова ниво, се навистина информациите. Но, у суштина, информациите кои што се собираат се од насока на страв за што е тоа што некој мисли или планира да го направи. Сега ќе ви кажем една работа. Дали сте виделе некој човек кој што ќе дојде да е многу културен, љубезен со тебе? Многу. И одеднаш ти си фин со него и се додека ти си фин со него, она е смирена. Да се разберем. Значи, он ќе е многу смирена додека те гледа ти дека не го препознаваш него. Супер, она е раат. А му еден момент, замисли ти не му седиш, он те вика на кафе, ти викаш, слушай, не можам. Или ти она ќе ти пише порака, ти нема да му одговориш, или нема да ја одговориш. Знаете што се случува кај таа личност? Голем страв. Почнува да размишља, зошто не ми враќа? Да не ми е љут. Ама зашто си ми љут? И сега, затоа што исплашена од твојата реакција, затоа што ти не си така близок веќе со неа, така, и сега не се така блиски релациите, и она е у терор, у страх, зошто ти ја немаш таа близина со неа, затоа што она почнува да мисли дека ти ја разоткриваш, дека тебе ти кликнало за што станува збор. И она поради тоа што ќе се плаши, ако ти не ја одговориш, она ќе стане у тој момент ултра љубезна. Уште повеќе ќе почне да збори за тоа. Така да, у суштина, она што се случува и ќе видите дека ќе почне да дава екстра внимание, помош и екстра одоброволување на тоа ниво. Ако у моментот ја откажете љубовта, или ако у моментот не ја дадете сигнал дека сте пријателски наклонети кон тој човек, кај тој човек се појавува страв, се појавува загриженост. Фактички, гледате што се случува. Ке се обиди со одоброволување да направи се за ти да се вратиш повторно на старата ситуација, да те замачка и да речеш, не бе, ова само ми се причинува, нема шанси да е ова вака. Поради тоа што знаеш дека ти е пријател. Ама у суштина, знаеш дека не ти е пријател. Зошто тоа го чувствуваш? Поради тоа што у моментот кога ќе сте заедно на маса и кога ќе почне да озборува други луѓе, ти сваќаш дека истото се случува и на твој грб. Гледате една разлика, например, како можете да ги препознаете различните типови на луѓе. Овие исто ќе бидат љубезни и ќе помагаат, ама овие никогаш нема да трачарат за други во ваше присуство. Овој човек нема да трачари за друг во ваше присуство. Овој ќе се појави пред шефот кога има неправда, нема да избега. И овој човек има вистински продукт. Гледате, овој човек има вистински продукт во својот живот. И неговиот продукт е видлив. И овој човек, гледате, нема да те зезне, нема да те рани. Не, овој човек нема никаков проблем да направи нешто кое што ти од морален аспект ќе се чудиш. Значи, ќе ти дојде и ќе ти каже што направил, без никаква грижа на совест, кој што ти не можеш да си го замислиш како е можно човеков да го направи ова неморално дело или неетично дело, ама човекот високо на скалата на емоции никогаш нема да му текне такво нешто да направи. Поради тоа што има почит за другите луѓе. Ето, овој човек нема толку почит за другите луѓе. Ајде да кажеме дека нема воопшто почит. Има страв
И тоа измислен страв од другите луѓе. Гледате, он си има своји проблеми. Он си знае длабоко у себе што прави. Он си знае длабоко у себе дека нема вредност. Ама сето тоа што се случува у суштина, и он што знае дека го прави, он знае дека не прави добри дела и поради тоа е ултра исплашен дал ќе биде откриен или не. Цинизмот, циничните критики, спуштањата, знаете, спуштањата, тоа се главна карактеристика на овие луѓе. Мудрите спуштања, мудрите пецкања. Така, ама со насмевка. И сега ти мислиш, да бе, овие ми се другари цел живот. Од средно ги имам, од основно ги имам, ама цело време те пецка, цело време ти не се чувстваш убаво у нивно присуство. Заради тоа, поради тоа што си конфузен, поради тоа што едно ти зборат, друго прават, ама ти го чувствуваш тоа што скриено го прават. И ти у суштина сваќаш дека станува збор за некое дело кое што не е окей. Ама не можеш, уствари зашто штетно влијаат овие луѓе врз нас, поради тоа што до толку има итрина, до толку има скриеност у целата таа акција, да на крај ти почнуваш да не си веруваш во својата проценка. Затоа се штетни. Поради тоа што почнуваш да не веруваш во себе. Затоа што кога ќе ги видиш како оперираат и кога ќе видиш дека у суштина сте виделе вакви луѓе во друштво, ќе се соберат вакви трачари, оговарачи у кафана или у кафич, што е продуктот на вечерта? Ај размислете, имаат продукт? Не. Што е продуктот? Озборување. Така, што е продуктот? На некој начин намалување на вредноста на другите луѓе. Ако сте у такво друштво, истото ќе се случи на вас во првиот момент кога ќе се отидете први. Затоа што некојаш луѓето мора да остануваат до фајронт и да затвараат кафани, затоа што се плашат да не останат другите без нив таму, затоа што знаат дека наредни на тапет се они. Ете, затоа се затвараат кафаните така. Поради тоа што едноставно он не е сигурен што ќе се случи кога ќе се отиде од кафаната у 10:30. Затоа мора да е одеден идењето. Поради тоа што треба да знае што е тоа што ќе се каже, што е тоа што ќе се чуе. Аха, и какво станавте наредниот ден? Првото нешто што го зема телефонот. Аха, и како, и што беше? Што дозборевте? Аха, ја морав да си одам. Знаеш што, абе дете во дома и сега и што се случи? И што кажа? Кој се опи? Кој се качим? Аха. И сега си викаш, вау. Викаш, добро, каков продукт е ова? Знаете, што е продуктот на тоа? Ништо. У суштина нема продукт. Идеме понатаму уште некои точки. Вики, со сожалување, да, може и со сожалување. Да, обожаваат да сожалуваат. Поради тоа што гледате, тоа сожалување е као на некој начин пријателство. Гледате, сожалувањето е вид на пријателство кој што ви го покажуваат. И сожалувањето на некој друг, на циничен, уствари не е искрено сожалување. Гледате, тоа не е емпатија. Сожалувањето уопште, гледате, не е емпатичност. Сожалувањето е ти само ја зимаш тагата на другиот човек. Ја не морам да го сожалам некого да му помогнам. Ја можам да сум на повисоко ниво и да му помогнам да излезе од таа ситуација. Но точно е вика дека многу користат сожалување за да се едноставно се додворат на другите луѓе, за да не го препознаеш. Гледате, затоа што ти помага. И многу од овие луѓе ќе ми кажат, ама знаеш што, не можев бре да препознам дека е тој затоа што секогаш ми се нааѓал од помош. И ти ќе речеш, добро, нели е малку чудно тој човек секогаш да е таков понизен, уствари е понизен. И секогаш на таков понизен начин да ти помага. Затоа што ти кога ќе му помогнеш на некој, ти имаш и свој став, си кажеш, можам да ти помогнам, сега не можеш да помогнам. Извини, не може да дојам. Не, он стои извинувања, чекај, не знам вака, не знам онака, понизно ќе ти помага. Океј. Озборевме за ова. Значи во фирмата има правило. Сите што ги знаат, сите информации за сите луѓе у фирмата се први што треба да летаат од фирмата. Поради тоа што се обично на ова ниво на тонот.
Не прават проблеми, поради тоа што се скриени. Океј. Да. Она што сакам пред крај да ми биде поента е дека, знаете, овие луѓе многу вреднуваат што општеството и како општеството гледа. Не се храбри да обстанат сами наспроти толпата и наспроти групата. Ова се луѓе кои што ја играат играта на што целата група мисли и они тебе ќе ти кажуваат што целата група мисли за тебе, а уствари ти затоа што си едноставно нормален и не можеш да бидеш подводлив од групата и едноставно да се повинуваш на желбите на групата, ама она е обседната со тоа како општеството и како групата гледа на незиниот имидж. Гледате, целосно е устрав да не биде осудена од групата, како групата ќе биде гледана, целосно устрав да не биде прифатена, не да е Боже неа да неа викне друштвото, вау, тоа ќе беше катастрофа. Значи, замисле се соберат пријателеви и неа или него да неа викнат. Знаете зашто предизвикува ова терор и страв кај неа? За да не зборат дека е откриена. И у тој момент ти си викаш, чекај, зошто има толкава паничност, зошто има толкава реакција, ако не биде тој човек повикан таму, поради тоа што нема достапност на се што се случува. Гледате, тој човек е престрашен ако нешто не знае што се случува во некоја група. И ако некој човек не знае што се случува во некоја група, е на тоа ниво, ќе биде многу исплашен. Поради тоа што главниот продукт што тој човек го има во животот е собирање на информации за да се заштити од некоја нереална опасност која што она мисли дека групата и представува за неа. И се ке направи, у суштина, да не си у кожа на таква личност. Поради тоа што е многу несигурна. Поради тоа што е многу исплашена. Поради тоа што не може сам да стои. Поради тоа што нема интегритет. Поради тоа што нема свое ја. Поради тоа што не може да се вложи себе си во било што да го направи кое што е креативно и конструктивно во животот. Знаете, нема. Се е поврзано со криење. Се е поврзано да не биде обелоденето. И сега ти ќе правиш муабет со некој, кажеш, слушај бе, дај ќе го збориме ова, јас сакам да го кажем ова на тој човек. Не. Слушај, те молам немој да го кажеш. Значи знаеш у каква ситуација ќе ме ставиш. Значи сега ја ти го кажав и сега гледај, мене ќе ми ги нарушиш односите со тој човек. Си викаш, чекај бе, види, ја не знам зашо би ти се нарушил односите со тој човек, едноставно само ќе направиме муабет дека ова што сме го слушнале не е окей. Те молам. Значи немој да си го кажал ова што ти го кажав. Затоа што се случува? Ако ги изведете сите тие муабети на виделини на маса, ќе се открие од кај потекнуваат тие муабети, затоа што еден човек го сервира истото на едниот и го сервира истото на другиот. И сега тој прави конфликт помеѓу овие двајца. И сега затоа е она предплашена целиот тој муабет да излезе на површина. Секогаш тој муабет мора да е скриен. И ќе ве моли и преколнува. Ова што ти го кажувам, те молам да остане меѓу нас. Значи, нема шанси да го кажеш, те молам, поради тоа што ќе ми ги нарушиш. Па види, ја ова ти го кажувам се за твоето, и ќе ти се наљути, и ќе ти направи да ти имаш грижа на совест. Си викаш, чекај малку, ова не е нормално. Не е нормално поради тоа што јас знам дека ова не е исправно, ја имам свој интегритет, имам свој став. Не значи дека ќе се спокараме со човеков, ама дај да ги извадиме картиве на виделина. Не. Скриеноста е главното нешто со кое што човекот оперира. И скриеноста мора да е таму и мора да зашемети, мора да направи конфузија. Човеков прави конфузни луѓе околу него. Ако се чувствувате многу конфузни, зашеметени, несрекни, апатични и почнувате да бивате у филм дека не сте добри, дека некој работи против вас, дека ти не си доволно добар, знајте дека имате ваква личност. И ваквата личност секогаш ќе ве замисли со тоа што ќе ве спореди со некого. Оваа личност сака вие да не се чувствувате убаво и она те споредува со некој друг. Да, ама види го овој колку убаво напредна. Абе, зошто на него му дадоа унапредување во фирмата на тебе не? Знаеш колку ти поише работиш од него?
човече, ја не гледам бе кај шефов гледа, него го напредија, тебе не те напредија. И ти кажеш, слушај, дај бе ќе му кажеме на шефот ова, дека и ти мислиш, не ме меше сега мене. Значи, не ме мешај мене сега. Сега ти кажувам што мислам, ама сега како да не, и да му кажеме што мислиш, нешто ќе смени. Те молам, не ме стави оваква ситуација. И обожава, фактички те прави несигурен со тоа што ќе ти даде акцент и ќе ти го насочи вниманието на некој друг човек кој што као дошол на твое ниво и као дошол на повисоко ниво од тоа што си ти. Имајте на ум. И тоа ќе ве направи несреќни. И тоа ќе ве направи тажни. И ако имате идеја дека морате да бидете со некое друштво, гледайте, немојте да се плашите. Веќе имате проблем. Ако мора да бидете со некое друштво, ако се плашите, ако не бидете таму дека ќе ве узборуваат, веќе имате такви ситуации, веќе имате такви луѓе. Напуштете го друштвото такво. Ако имате такво друштво, слободно најдете си друго. Поради тоа што со такво друштво, со такви пријатели нема шанса да дојдете до среќа. Поради тоа што се што ќе се направи, ќе биде замачкување, камелеон. Значи камелеоне. Ви кажувам, кога ќе дојде момент да се стават луѓе кои прв ќе лета у фирмата, она ќе биде последна на списокот за отказ. Зошто? Затоа што не е свесен шефов дека таа насмевка и дека тоа замачкување на очи у суштина е направено само за да не лета прво од фирмата, а у суштина треба да е првиот кој што ќе доби отказ. И ќе видите како работите и коцките ќе се сложат во целата таа ситуација. Мислам дека е многу важно HR одделите да го знаат ова во фирмите, во сите организации, поради тоа што секаде ги имат овие скриени играчи. Тоа се лица кои што некојаш најмалку или на крај ќе се посомневате, но почнете да ги гледате во насока на какви продукти имаат. Ако е премногу понизно љубезен, ако премногу понизно помага, и ако нема продукт и при тоа озборува, значи главниот продукт е дали е заинтересиран за информации за туѓи животи, дали е заинтересиран за информации за туѓи животи, дали го интересираат трачеви, дали е камелеон, дали ќе го каже својот став пред други луѓе или не. Дал цело време ќе се обиде да ти помогне у наводници, ама помошта е само за да ти се упика и доближи. Значи, ако имате некој што цело време ти се опикува и ти се доближува на чуден начин, дечки, отворете ги очите, начулете ги ушите за што се интересира. Пушти му трач и кога ќе отвори устата да збори за тој трач, не се сомнева и у ниеден момент дека станува збор за таков човек. Затоа што имаш таков човек пред тебе. И она што е најважно, гледај дал за време на работното место, за работното време на работното место си ја гледа својата работа или не. Дал е заинтересиран за продуктот што треба да го направи или не. И кога ќе видиш дека нема продукт, дека има лажен PR и лажна представа за колку е вреден, кога ќе видиш дека он ги знае сите информации во фирмата за секого, и кога ќе видиш дека у суштина не сака да застане за нешто кое што е праведно, честно и етично поради тоа што се плаши, свати дека имаш човек кој што се упикува и се припикува затоа што ножето е кратко, затоа што нема храбра да носи голема саблја, затоа што има мало ноже, и затоа што нема храброст. Мора да дое блиско, мора да направи конфузија, мора да направи замајување на вашата свест и да ви се представи како нешто што не е, за да се доближи и да повреди. Но една работа што не треба да ја дозволиме е да почнеме да ги генерализираме луѓето дека има многу вакви луѓе, а нема. Вакви луѓе не се многу. И ја ви гарантирам дека у фирмата се еден двајца. Другите луѓе не се такви. Си имате нормални луѓе кои што си обркаат својот пат, кои што си ја сакаат својата работа, кои што не ги интересираат тие работи. Дури кога ќе отидете у кафана, имате еден човек кој што ги знае сите тие работи, почнува да ги циркулира и на тој тон и на таа емоција почнува да ги прави
шегите, омаловажувањето и зборувањето. Ќе видите дека во групата и во друштвото не се сите такви, сем ако не се собрало цело друштво да е такво. Што некојаш ќе се случува. Но немојте да ги изгубите вербата во добрината на луѓето, поради тоа што имате луѓе кои што се високо на скалата на емоции, ама они се разликуваат од овие, поради тоа што оваа насмевка искрена, нивната помош искрена, имаат продукт во нивниот живот и воопшто не ги интересираат трачеви, и кога има нешто за кое што треба се завземе став и да се сподели и да се каже, тоа го прават. И овие се вистинските пријатели. И знам дека ги имате многу. Продолжете да им верувате на луѓето, поради тоа што најстрашното нешто од овие луѓе, скриените непријатели за кои што зборев, е дека почнуваат, односно нивното однесување, почнува да влијае на нас, да почнеме да бегаме од вистинските пријатели, од вистинските луѓе и да почнеме да мислиме дека поголем број од луѓето се такви и дека поголем дел од луѓето не се баш наискрени, ама не е точно. Поголемиот број од луѓето, најголемиот број од луѓето се многу честни и многу искрени, а многу мал процент од луѓето се вакви. Само проверете, размислете од овој лайф. У целата фирма, ја ви гарантирам дека повеќе од 2 нема. Не знам колку брои таквата фирма, ако има 100, максимум може да бидат 20. Ама нема да се повеќе. Поради тоа што имате луѓе кои што се конструктивни и имате луѓе кои што се деструктивни, ама овие не се во голема бројка. Проблемот е дека ние со нашето внимание и нашето непрепознавање на нивната игра фактички им даваме моќ, но нивната игра воопшто нема моќ. Има моќ, за жал, некогаш да направи неправедни работи во нашиот живот, но фактички тие луѓе воопшто не се опасни поради тоа што немаат сила, поради тоа што сето тоа што се случува е само за начкување и овие луѓе, сватете, никогаш не можат да избуткаат една работа до крај поради тоа што не знаат и не умеат да направат вистински продукт во нивниот живот. Ви благодарам што сте тука, ве обожавам, продолжете да верувате на луѓето и продолжете да креирате убави работи на секаде околу вас. Вие сте прекрасни луѓе и ве благодарам што сте понеделник, среда и петок со мене. Се гледаме во среда со уште еден лайв каде што ќе зборуваме за други емоции на скалата, на тонската скала на емоции. Ве обожавам, имајте убава вечер.